Почитувани колеги, почитуван колегата Ал Џафери. Навистина е тешко да се снајдеме по точките на дневниот ред, затоа што е пракса во Собранието на Република Македонија дневниот ред да биде измешан до тој степен да ни самите пратеници, а верувам и вие, не сме во можност да го кажеме точниот редослед кој што е конечно прочитан. Предлагам точката 35, мислам дека ја прочитавте како точка 35, а тоа е предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизацијата на претпријатијата со доминантна собственост на државата, кој е поднесен од колегата Панчо Минов, наместо точка 35 да оди како точка 6 од дневниот ред, затоа што сметам дека истиот овој предлог закон, кој што беше поднесен од нас пратениците од опозицијата, не беше прифатен и поддржан од парламентарното мнозинство, а станува збор за речиси иста содржина на предлог закон, кој што впрочем и колегата Панчо Минов го се согласуваше со нас кога дискутиравме на Комисијата за труд и социјална политика, токму на овие забелешки кои сега ги има преточено во законското решение. Затоа сметам дека ова е од интерес на луѓето кои што треба да го остварат овој паричен надоместок, оваа точка наместо 35 да биде точка број 6 на дневниот ред. Верувам дека колегите од парламентарното мнозинство ќе дадат поддршка за тоа што навистина станува збор за група на луѓе кои што се наоѓаат во една незавидна ситуација и на кои што им е неопходно овој предлог на закон да биде што поскоро донесен. А имајќи во предвид дека се наоѓаме во предизборен период, не би сакала отпосле да излезе како овој закон да се смета како закон кој што би можел да има влијание на граѓаните, затоа сметам дека треба да го донесеме што е можно поскоро, се со цел да излеземе во пресет и при тоа да не биде злоупотребен во предизборниот период во кампања. Благодарам.